Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте. Петок, кој август сме? 11 август. Живи и здрави. Одиме во живо од студиото на Јади Бурек, уште едно издание. Вечерва ќе се обидам да наметнам тема. Ја оваа ќе ја имам и тоа ќе биде, мислам, прилично така интересна и ќе има ќе се надоврзува со некои други работи понатаму. Именно темата е каде пазарувате. Под прашањето каде пазарувате, каде е наевтино, каде купувате. Кога зборам, нормално не мислам на локална пилјара или на пазар, тоа се подразбира, туку мислам од ланци маркети. Кои ланци маркети имаат најфер, поточно најниски цени? Каде е најисплатливо да отидеш да наполниш кошничката и така натаму? Ја веќе ја направив, само што ја направив пред самиот почеток на емисијата, анкетата која веќе е во функција. Страпул е место каде што ја обично ги креирам. Она што треба да се одговори е дали купувате во Тинекс, во Рамстор, во Рептил, во Веро, во Кам, во Жито маркети, Кипер, Китго, Стокомак. Ако нешто сум пропуштил, кажете, можеби ќе коригирам или предпоставам дека многумина и купуваат и од selection of multiple option. Од каде повеќе места, не ограничувам. Од каде све купувате? Ја, например, Тинекс, Рамстор. Идам и на други места, чисто да се види. Веќе имаме 4-5, за неколку минути само. Добро? Да, Кам те заборив дека и во Кам може да купувам. Значи, може повеќе одговори. Сево ова ќе го продолжиме идната недела, а може би и вечер, зависно од тоа дали ќе имаме јавувања ваши, дали ќе се вклучите во програмата. Имам и едно истражување кое покажува кои маркети имале, ланци маркети имале најголема добивка во 22 година и какви се и платите споредено со потрошувачката кошничка, споредено со платите колкавини се, споредено со пензиите. Мислам дека оваа тема како социјална можем да извлечеме повеќе заклучоци. Например, некои мои блиски кои одамна не излегле од градов заради обврски, ми рекоа дека беа и често купуваат намирници во неколку ланци маркети во Скопје, биле запрепастени од понудата, поволната понуда и ниската понуда и ниските цени од, например, Китго, мислам дека се работи, тоа е во Источна Македонија. Штип, Струмица, не знам, не ги знам сите маркети. Значи, ја ова од прилика ги наброев: Кам, Стокомак, Тинекс, Рамстор, Кипер, Рептил, Веро, Жито маркети, Китго и така натаму, но ако мислите, ако има уште некој ланец маркети кој сум го превидел или има низ Македонија некој друг ланец од маркети, не знам, Дим, Зур, не знам колку маркети уопште или тоа е еден маркет и така натаму, ќе ги вклучиме и ние, зависно од тоа дали вие би сакале да гласате. Сето тоа, ја би ве замолил, во живо може да се види како кој клика и се менуваат, гледате, во живо може да се следи. Но, добро, за тоа потоа, ја уште еднаш ќе се вклучам за отприлика половина час, а сега од високо естетската продукција на Јади Бурек, подготвен материјал, кој ќе ви го емитувам. Нема ништо подготвено, за жал. Моите надчовечански напори се толку. One man show. Млади луди години,
1973 je dokumentarec za životot vo Skopje, vo togašnje Jugoslavije i taka natamo. I imam ušte jedan dokumentarec koji se vika Ohrid 1954. I сега bi sakal, zavisno od to, prvi 15 minuti, pa posle ke se vključam, pa ke vidime kako je raspoloženije, to ako neke gi puštam ovije dokumentarci od mojeg kompjuter vaka. Ovo se dokumentarci ili od makedonska televizije ili od Vardar film i taka natamo. Vo всекој случај се интересни работи zato što se ova dokumentarci i ovo je navistina freeze frame. Z-geist na jedno vreme, na jedno živenje. Nije to nostalgija po nešto, tuko jedna čista komparacija da se podsjeti kako bilo nekoga. Ne vodevme mnogo smetka za naše to istorijsko nasledstvo, kulturno nasledstvo, pa i opštestveno kako se živelo nekogaš. Na primjer, ja mislim deka дури Охридјани кои го паметат Охрид во 50-тите години, сега да ги прашаш, бледо им е сеќавањето. Филмот и фотографијата навистина освежуваат. Пола Македонија е сега во Охрид, предпоставувам. Се надевам, би требало, зашто да не. И еве да видиме каков бил Охрид во 1954.
Ljubavina se razgrnala kraj ovije sini dalečini i bregovi Ohridski i ги полни очите со восхит. Еден крај, еден град ги отвора страниците на своето минато. Охрид. Што возбудува овде повеќе? Дахот на изминатите векови што оставиле видливи траги или вечната, неизменлива сина убавина? Одамна, уште пред нашето броење на времето, никнала крај езерската населба Лихнидос. Цутел богат живот. Може би во овие златни обувки крај брегот на езерото чекорел некој незнаен илирски велмож, за да ги остави зад себе како сведоци за една слава и богатство на првите жители на Лихнидос. Времето течело, се менувале господари и царства, и жителите на градот се сменувале, но секоја епоха оставила свој печат. Каменот го надживеал и векот и луѓето, и стои и ден денес како нем споменик за тоа време. Во времето на римјаните тука минувал големиот пат Вија Игнација, по кој се точеле многубројни кервани. Ни времето, ни водата не ја избришале трагата од конјот што одамна поминал од тука. Сепак, најголема слава и успон достигнал Охрид по идењето на славјаните, за времето на Самуила и неговата држава. Тажни мисли навеваат зидовите на Самуиловата тврдина. Скаменет сон на еден поход во времето, како да ги гледаме слепите очи на несрекниот владеач и неговите војници, од чии крвави солзи, кажуваат легендите, останале рубенените дамки по рибата Охридска. На ова место ученикот на Кирил и Методија Климент во 893 година од нашава ера го основал првиот славјански универзитет. Како треперење на жишкава горе од тогаш огнот на еден благороден стремеж за светлина во душите. Многу очи се впивале во изнакршениве редови на Кириловото писмо и многу раце создавале нови редови. Тука живеела и оставила светли траги просветителската школа на Климента. А Климент сам и насекаде одел меѓу луѓето и ги учел да живеат и да се борат за свое место под сонцето.
На другиот крај од брегот, крај тихите води на езерото, со иста таква просветителска жар ги подигал луѓето другиот следбеник на мислата од солунските браќа, Наум. Мислата за среќен живот на луѓето проникнала и низ камените ѕидови на црквата Света Софија, ги разбила студените канони на црквата и внела дух на револуционерност. Прв пат во фреската непознатиот мајстор изобразил живи човешки ликови, земени направо од животот. Чудно делува тоа. И денес, после 9 векови, како да ги среќаваме истите тие луѓе што мајсторот ги зел како модели за светците и призорите во Света Софија, и во Свети Климент 2 века подоцна. Фрески веќе е содржана една човешка драма. Човешки лица, чувства на живи луѓе, страдања и болка. Тоа го забележала раката на зографите Михаил и Еутихие. Земната неволја ги смуртила ликовите на светците. Со ископани очи, тие се неми, слепи сведоци на тежината и раните, нанесени од туѓинец. Уште еднаш во Охрид се започнало со борба и работа за да му се врати на градот некогашната слава и сјај. Во 19 век тука се развиваат занаети. Охриѓаните тргуваат со светот и како плод на таа материјална благосостојба никнува и прекрасната архитектура на охридските куќи.
сонот за слободен живот и срекни дни се вплел и во везот на девојката и во стихот на поетот. Се вратил тој, поетот Григор Прличев, овенчан со слава во туѓа земја, за да се бори за просвета и слобода на својот народ. Но во она безвремие неговиот глас останал нечуен и неразбран. Останале само неговиот стих и неговата вера дека и овде, крај бреговите Охридски, ќе дојдат дните на слободата. И денес, крај овие брегови, се разгрнала една убавина за да ги полни очите со радост и восхит. И не се знае што повеќе возбудува. Трагите на изминатите векови, вечната и неизменлива сина убавина, или брановите што шепотат час тажна, час победничка приказна, приказна за изминатите дни. Ете, видовме еден документарет. Ја би ве замолил да не го коментираме текстот. 54-та е тоа. Друг ментален склоп е, други биле видувањата, друга била идеологијата и ја немам што да им замерам. Тоа го правеле мои предци, мои бабовци, дедовци, чичковци, стриковци, вујковци, така натаму и така натаму. Така мисле дека е добро, така дека треба и тоа го направи. Јас сум благодарен. Направите ако можете нешто подобро, нели? Во ред, ете се подсетивме убаво, а како на почеток на емисијата спомнав дека ме интересира темата колку трошите по маркети и каде купувате, во кои ланци на маркети купувате. Имено стана веќе низ цела Македонија, порано беше нели само пазар и некое колонијалче или некое мало дуќанче, сега веќе ланците маркети ги има низ цела Македонија. Ланци маркети би требало да донесуваат најниски цени, но ја имам приметено, тоа е мое и нема да спомнувам ни имиња, но очекувам од вас, не спомнувам имиња за да не сугерирам. Имено, ланци на маркети, колку поголем маркет, толку поевтино би требало. Зошто? Затоа што едно е, ако купиш 100 парчиња, на неја треба да плати маржа 3%, но знаеш како веле трговците, вика, ако ми купиш 1000 парчиња, ќе ти дадам поголем попуст. И овој вика, добро, поголема заработувачка ќе имам, поголем обрт, а и ќе имам поконкурентна цена, оте ќе имам простор да ја спуштам за малку. И тоа малку кај гледачите, кај купувачите, кај нас поминува, да, навистина. И така што неколку маркети апсолутно се на врвот во Македонија по посетеност, по купување од наша страна, но од друга страна има маркети кои апсолутно рушат плафони во заработка, иако не се најповолни со цените за нас. Во понеделник ќе ви ја покажам табелата кои маркети имаат најголема добивка и кои маркети имаат најголема плата за своите вработени. Но сега, за сега, го разгледуваме делот каде ние, поточно вие, купувате. Според анкетата, до сега КАМ е на прво место, потоа е Стокомак, Кипер, Тинекс, Рамстор, Жито маркети, Рептил, Веро и Китго. И сега предпоставам Китго дека знам од лично искуство дека е прилично ефтин, но знам дека емисијава Јади Бурек, таму каде што е Китго,
pretežno покривањето со телекабел. А телекабел го немаме ние, нема нас во програм. Иако законски треба да не има, они формално го имаат каналот, негде стои, ама ако пуштите, све се тоа зелени пречки. И тоа трае со години. Нити телевизијата успеа тоа да го реши, нити они сакаат да го решат, да биде ова маргинализирано. Во ред. Значи, отприлика се е ваква ситуацијата и многу ме интересира како ќе биде. Сакам да ја направам емисија, сакам малку подолго да ја водам оваа статистика и оваа анкета. Ме интересира каков ќе биде после преминот од како ќе дојде Lidl. И сега Lidl, кога ќе влезе, тоа е како да ти кажам сега, како да го опишам. Ајде воено да го опишам. Тоа е како генерал Патон во Нормандија кога се истоварува и тргнува на кај Германија. Кој знае легендата за не легенда, живата вистина за генерал Патон, кој со пиштол соборуваше авиони, знае за што зборам. А ако вие не знаете од таа страна и сте биле партиски коректни, комунистичко партиски коректни, ќе ви кажам како генерал Жуков и Црвената армија кога тргаат на Берлин. Каква сила е тоа. Така што кога ќе дојде на пазаров Lidl прво што ќе направи е ќе влезе со продукти кои се енормно ефтини, енормно квалитетни, па дури и нови продукти на нашиот пазар. Тоа ќе предизвика, а ние ги гледавме, тепачки, дали е тоа пилешко месо за упола цена, смрзнато, не знам, ваков продукт или онаков продукт, тоалетна хартија и така натаму. Сето тоа ќе предизвика страшна навалница кај популацијата. Единствено спас за маркетите е што маркетите имаат веќе разработени ланци, имаат повеќе продавници, а Lidl ќе треба да се бори. И Lidl има малку поинаков концепт. Кај Lidl не се исплати секојдневно идење купување, дај ми лепче и ово она. Ако ти е пред куќа, да, апсолутно, но Lidl е концептот, идеш со автомобил, цела фамилија, секој по една огромна количка и купуваш месечни потреби и така натаму и така натаму. Затоа што тие пакувања на големо и на така, а мислам дека тој американски начин на пазарување ние мораме да го примениме. Ние мисле чини дека како многу лоши домаќини сме. Ние трчаме ефтино да купиме, ние не знаеме колку тоалетна хартија ни треба месечно, колку ни треба масло месечно, колку трошиме леп месечно, колку трошиме паста за заби, колку прашок. Значи, на запад, па американците тоа го имаат, еве во Европа тоа преку Lidl најдобро се гледа, дека таа култура се враќа, затоа што е најефтина. Не е тоа од раскалашеност, напротив. Раскалашеност е идење у локален маркет 3 пати у денот, купуваш ова, дај ми цигари, дај ми сокче, дај ми чоколадце, не троша многу, кога ќе видиш за тие пари по некој од овие ланци маркети, би можел страшно многу повеќе да набавиш за подолго време. Така што американците, западниот свет кој го сметаме многу побогат, е многу повнимателен за овие работи. Они точно знаат колку јајца трошат месечно за прехрана. 4 члена, 2 табли се трошат и така натаму. Он нема да ја купи една табла, она како е кутивчена, 8 јајца сега и така натаму. Па после ќе видиме, па ова, па она. Не, он ќе земе 2 табли, ама ќе ги земе од маркет како што е Lidl, затоа што во Lidl може би, например, споредено со некоја, еве не зборам Lidl или таквите како Lidl маркети кои се стварно наменети за ангро купување. Стварно да купувате големи количини за дома. Дали е тоа вода за пиење, кисела вода, сокови, пелени, не знам, 300 чуда, конзерви, што ти ја знам, смрзнато месо, вакво или онакво.
И дека ако го купувате по маса, ај сецкај ми ти ова. Знаете, гледате како си ги трошиме пари. Каде е најголемата гужва? На сувоместното. Тоа е прво најнездравата и најскапа храна. Тоа е 100 грама, 80 грама, ама потенко ако може ово. И така нешто, мислам дека е повеќе она да се почувствуваме дека сме, види, ние сме финоче, види, кој ќе ми намести тука кашкавалче со, па ај ќе дојде комшијата. Ма ние сме господа, ова само Хилтон има и кај мене, знаеш, и така натаму. На запад нема тоа. Не се потресуваат комшијата кој ќе дојде ти да го нараниш или да го напоиш и така натаму и така натаму. Затоа си идат по ресторани. Најбитно е семејството. Семејството, што ќе има, колку ќе троши, што му треба. И тоа е, и затоа имаат, ми се чини. И затоа се побогати од нас, затоа што не се ги расфрлаат парите. Мислам дека таа семејна математика се уште не ни е добра. Освен ни е добра кога сме толку сиромашни со пари, да сме принудени да немаме поинаку. А инаку, ако имаме малце повеќе, да речеме, околу 500 евра плата, да се собира, и тогаш почнува губењето пари. Па купив нутелка, добро, не нутелка, еве, вакво кремче, онакво кремче, ово, она, вамо, тамо, и се расфрламе со парите. Затоа, лично сметам дека, нели, ако веќе купуваш нутела, најде брате, нутела како што се купува американецот, од 2,5 кила. И се знае дека таа следна нутела ќе трае 2 месеци. Толку му е. Нема сега имало, мене ми дојде, ова ми дојде. Не бе малце дисциплина со јадењето. Значи, 2 млеко, колку? Литро млеко на ден, 30 литри. Купување од едно место може да ве чини многу, многу поевтино, одошто да го купувате парцијално, повремено и така натаму. Затоа оние обично саботите ги посветуваат токму со тоа на идење на шопинг. Они ќе влезат во Теско или ќе влезат во некоја таква огромни тие се хали, со огромни колички, цела фамилија од сабајле до вечер, тоа е набавката за цела недела. У недела е друга теревенка и така натаму. Шопингот е во сабота за семејните потреби. Еднаш неделно или еднаш месечно, зависи и од камиончето. После се чудиме зошто имаат онакви камионети. Брате, не, ти седно е 100 пати кон нас. Колку пати у денот ние влегуваме у маркет? Тоа е страшно. Дури у денот. Мислам, кога разговарам со западњаки, вика, ја еднаш у неделата влегувам во маркет. Набавувам што ми треба и пријатно. Што како? 2-3 пати на ден. Цигара, Кока-кола, ова. Немаш Кока-кола, нема лова. Нема да купиш до следната сабота. Дисциплинирај се малце. Interesting. Океј. Значи, и натаму стои Кам, Стокомак, Кипер, Тинекс, Рамстор, Жито маркети, Рептил, Веро и Китго. Да видам, благодарам мрежија, да можам да отворам Виберот да видам што ќе. Ова е нешто сосема друга тема. Добро, во ред. Немаме некоја тема, телефоните се отворени. Тема. Што си напишал? Каде пазарувате? Не, тргни ја темата. Не, гледаш, не се јавуваат, нема да се јавуваат на темава. Тргни ја темата, слободно тргни ги телефоните, избрижај темата, те молам. Кој за шо сака, ја вака ќе си пјампам у празно. И да видиме. Што е ова? Опасните места пред очи. АМСМ, Национално ВМРО за осигурување. Што е ова? Црните точки на патиштата во 32 градови Република Македонија посвоени, фотографирани со предлог мерки што треба подитно да се преземат. Прашајте го Републичкиот совет за безбедност дали ја има, исто и МВР и така натаму. Зошто полицијата не го користи наркотестот при контрола во сообраќајот и така натаму. Благодарам господине Трајан на ова неполовична 16-тинска информација за појма немам за што се работи.
Но ако сакате, јавете се па објаснете, ако не, може би некој друг ќе објасни и така натаму. И тоа е тоа. Добро, бидејќи немаме во моментов други јавувања, одиме сега од 54-та во... се извинувам, имаме јавување. Добро вечер и повелете. Добро вечер, Јанко. Здраво, повели. Поздрав до тебе, поздрав до сите гледачи. Тони, ти си? Јас сум, да. За фудбал што имам да те поткачам сега. Али ќе те изслушам први убаво, имаш твое микрофонот. Твое подиумот. Јас сум моментално на одмор во Охридски Монте Карло, така што уживам тука, ама најдов малку фазла време да пуштам телевизија, нема телевизија тука убава, ама на телефон пуштив и те најдов. Па да си жив и здрав, без Јанко нема. Нема време. Нема живота. Единствена телевизија која е најблиску до народот е ТВ Сонце и Јади Бурек. Неверојатно. Фала ти многу за комплиментот. Повели, Тони. Вака сега, првин ќе спомнам, бидејќи не може вчера да добијам, имам слаб интернет овде, сакав да спомнам нешто во врска со пензионерите, нивните штрајкови и нивната мак. Само на кратко 2 збора, дали може? Како не? Види, нема тема, зашо сакаш можеш да збориш? Вака, нема да зборам, јас само ќе повикам, антикорупција ќе повикам, ова што ќе го кажам да го провера. Значи го повикувам и ВМРО да провери и да алармира. Ако е точно, бидејќи свиркач еден вработен во ПИУМ ми го пренесе ова во пишана форма и јас сега ќе го кажам. Кажи. Значи, ова влада го има исцицано првиот пензијски фонд на нула. На здравје. Пензиите ги плаќало со крадење пари од вториот пензијски фонд кој што не смеа да го пипнат. Значи, сите што се од првиот пензијски фонд го имаат потрошено целиот буџет и за да нема дупка и да нема каснење со пензии и да сите пензионери зимаат пензии, они зимаат пари од вториот пензијски фонд и тој втор пензијски фонд изгледа го имаат исцицано до пола и што ќе прават, ја не знам. Ќе ја препуштат власта на ВМРО и ќе викаат еве ги ВМРО не знаат. Ете така. Значи, не смеат да го пипнат вториот пензијски фонд. Се знае кој е тој втор пензијски фонд. Не смеат, ама го пипнале, Тони, велиш. Го испразниле скоро при крај. И сега... Никому ништо. Да. А овие од антикорупција не можат ништо да преземат, немаат никакви ингеренции, џавкаат само пред избори колку што дојде нова власт за да ги пушти да си продолжат со еден мандат. Нема врска тоа. Боле да не постои антикорупција, џабе пари ги плаќаме. Слушнав, видов и толку. Чекај, братиче. Не може то така. Ако не можеш ти да покренеш некоја си работа да си искутера до крај, не треба уопште да постоиш. Ние сами си знаеме кај има корупција, се гледа, се знае, антикорупција, толку милиони евра ќе фрламе на нив, а не можат ништо да направат. Така е. И стварно човек да се праша, чуму ни се. Ама јас стварно, во право се. Убаво е антикорупција. Зошто постои тогаш? Само објаснете ви, зошто постои антикорупција, ако не може ништо да направи? Па не може. Значи, ако новата власт дојде и донесе антикорупција, треба да им даде ингеренции кои што ќе бидат, да речеме, по некој голем стадиум каде што можат да отпочнат некоја постапка, после нека се ја тера државата, ама нема враќање, што ќе отпочнеш таа постапка. Да не тераме приказни за мали деца, за Алиса во земја на чудата е тоа што го Ама јас имам информација, председателот на антикорупција е близок на тој еден пратеник што го фатија на телефон у кола што си нарачуваше бел прашак, таму била тетка некоја и се знае тогаш чива е антикорупција. И тоа нека провери ВМРО. Точно. Моја бе, брат бе, моја е. Не, твоја е. Ја бе, шо ми можеш, ја. Се знае чива е, ама не сме никој да чепне.
Друго, значи, ги повикувам ВМРО да дигнат на големо и да се провери. Имам информација, како што ми пренесува, дека првиот пензијски фонд е исчистен на нула. Ако се стопира да не зимаат од вториот пензијски фонд да покриват, да префрлат пари на првиот, ќе нема пензии од септември за ниту еден пензионер. Па тоа ќе значи две работи. Или ќе им речат, ако не смените од власт, нема да имате пензии и ќе мора да ги гласаат, или ќе ми ја препуштат власта на ВМРО ДПМН, која ќе дојдат нема пари, не ќе можат и едноставно ќе речат не ги бива. Како и да е, ВМРО ќе нае пип. Јанко, Убеден сум. ВМРО секогаш победувало на сите избори од самосталување на Македонија. Ама ниту еден мандат го нема истерано цел. Упс, сори. Цел мандат. Предвремени избори, ајде да не се љутат, ајде ќе им дадеме, гледаш овие на око, не им трепнува. Не им трепне, алал да име. Какви предвремени бе, какви бакрачи. Друго. Мува не ги ласи. Не, значи да си проверат ова, затоа што е ова алармантно. Значи ако е точно тоа, значи стварно треба наклоси сите и народов да си го реши проблемот. Нема да го реши, не се секирај. Не. Ја ти гарантирам. Абре, осети ставно така викаш, ти го ова више дојде на... Абе, ти кој ќе нема да му дадеш плата на некој, тоа е друга работа, партиски дискучи не излегува. Кој ќе нема да стаи нешто, кој ќе му биде празен фрижидерот, не гледа тој ни ВМРО ни СДСМ, ме разбираш? Знаеш што ќе речат? И ќе помине кај народот. Ќе речат, ете, ВМРО не гласа за уставните промени, да беа уставните промени, ќе ни дадеа пари, ќе ни дадеа зајмици, ќе имавме датум и ќе беше подобра и ВМРО е криво. И пак ќе го направат ВМРО криво. Слушај ми го зборот, без знам како им работи мозокот, знам тој има е концептот. Они не се базираат на тоа дека они се способни, они крадат и обвинуваат друг. Пријатно. Не знам, ова власт ја уништи Македонија, мислам да дојдат и најдобрите од Европа стручњаци, неке можат најмалку 10 години да ја оправат. И да дојде ВМРО, ти си во право. Што ќе прават они? Кога празна е касата, празна е буџетот, задолжени сме за веки векова, од каде, од шуплево празно не можеш да претураш. И после ќе видите, ВМРО дојде, не ги бива, ништо не направи, а па ќе ги донесат нив. Затоа ќе ти го памтам јавувањево и нос ќе им тријам со ова јавување. Добро, толку за таа тема. Јас само не ми е јасно, јас работев 40 години, не можам човече едно фичо да купам. Ја не знам како може некој работел 30 години, 30 стана, фирми, дуќани, па сега ги лицитираат, ги продаваат. Како, и се чути никој, се чутат сите, знаеш оно. Како може тој 30 стана, ако му земалете уште 130 има. Ја не знам како ги спечели тоа. Срамот. Не знам, ова држава е влезена, не знам како ќе се оправи. Не знам. Друго сакам да спомнам. Кој ќе дојде нова власт, барам подхитно да се направи една ревизија од осамосталување до ден денеска сите функционери што имаат завршено факултет, на кој начин го завршиле, како го завршиле и да се направи некоја си комисија која што ќе има ингеренции, а да е подхитно да му се земе тоа, ако не е завршил, да се врати назад парите што му се дадени, да ги врати со камата у буџет. Не може министер, да не зборам сега кој министер, завршил 90 и некоја година на Тетовски универзитет, а Тетовски универзитет 2002 отворен. Како може да заврши 90 и некоја година? Кого пребудала? Значи, чекај, дојди му, испитај го тоа. У Струга, кај Мерко, завршиле факултет, ниту факултет отишол, ниту бил тамо, ниту сведел настава, завршил. Све да се провери. Значи, сите што завршиле функционери, директори, све
како завршиле факултет, на кој начин све да им се земе тоа, ако не било правилно и да се тоа, тие што им го дале да се отидат у затвор, а парите што ги зимале од државата да се вратат назад во буџетот. Доека не го направа тоа, не може ништо да се опре држава. Гледаш функционери на власт со нема ни 8 оделение, нема ни средно, а тој земал диплома за факултет, јавен обвинител, више јавно управен суд, ваков суд, академија на судија. Гледај се што ме нервира малце, Јанко, слушни ме вака. Те слушам бе цело време, Тони. Само секунда да Абе, не цело заборам. време те слушам, зашо само Значи, секунда? вака, Цело време збориш. Академија на суди си имаше правилник кој треба да конкурира за Академија на суди и тамо исполнува тие некои услови 1, 2, 3, 4, 5. И си имаше тамо за во Академија на суди требаше да се познава англискиот, да го знаеш англискиот јазик. Значи да го говориш. Тие го укинаа тоа за да ги набутаат овие од планина над Шара, да се напишат нивните деца да ги запишат на Академија на суди, го укина да не го владае англискиот, него да го познава. А на како напознава? На Фејсбук тамо, лайк и тие некои други работи. Како не може тоа бе? Тоа треба подхитно сите така што се примени да се врати назад, се поништи тој конкурс, сите назад тие суди. Не може, си има тамо услови кои што треба да ги исполнуваш. Како на овој председател на собрание син му завршил, уште не завршил факултет, го ставеле судија. Абе, како може тоа, бе? Нема ша. Доека не се исчисти судството, нема да постои држава. Не да дојде ВМРО марсовци да дојдат. Крај. Тони, Кажи. викаше дека Вардар нема шанси да влезе у прва лига. Да. Ама се врати. Се врати у 5 до 12. Ама Знаеш важно како се врати? Значи, не му даваа лиценца, додека не ги платеа долгот. Пред месец дена, два, кога едва му го ослободија. Иначе немаше шанса да влезе у прва лига. А и сега ќе му прават пак обструкции. Ќе биде интересно. Еве ги Важно- утре, сега важно- недела, важно не знам, ја мора изгуби- нека се... Важно нека се- изгуби опклада од мене и ме Добро, дужиш. частам пијачка, частам банана една ќе ти дам, имам нови насади тамо. Не, фала, имам ја банани за давање. Добро. Пипер и патиџан оваа година катастрофа. Ништо. Ништо У јуни не ме месец кога интересира. требаше да зрее, оно дожд врнеше. Ништо. Ајде, секој ќе се вратам ако има нешто, Не, ќе Батали, ќе слушај ме. пратам опклада. Слушај ме сега, заборави. Кажи. На 8 септември со кого треба да играме ние како репрезентација? На 8 септември, сега ми застана мозокот, бев на друго насочен. Со и ме Италија? префрли на фудбал. Со Италија ми се чини дека требаше да игра. Така. Сакав да те прашам две прашања, тоест едно прашање и се однесува и за надпреварот со Италија, а и Вардар. Каде ќе игра Вардар, која ќе игра, и каде ќе се игра надпреварот со Италија? Вака сега. Вардар ќе игра на стадионот Борис Трајковски во населба Маđари. Држава Маđари. Има стадион кој што е бољи него градски стадион. Значи, Мислиш, толку- националната арена Тоше Проевски? Да, Тоше Проевски националната арена, ама гревот е тоа име што го носи, тоа не е национална арена, тоа е пасиште за крави, тоа, значи, ова го уништија. Полека малце сега. катастрофа. Чекај, не ми одговараш, ама ајде, ја те наведувам. Режија, дај го компјутерот мој. Фудбал Македонија, UEFA have banned the use of Toše Proevski Arena for the upcoming European Games due to a standard of the pitch. Јас се распрашав со некои луѓе кои ги познавам и кои работат на арената, како дозволиле тревата вака да биде исушена. Одговорот нивни беше дека не е тревата исушена, дека до пред неколку месеци тревата и била окей, но фатила габа и се разболела.
така и изумрела. Во суштина се работи за многу проста работа, дека националните арени или стадионите на големите клубови треба да ја менуваат еднаш годишно, а клубови како Милан, Челси 2 пати годишно. Што значи менување? Едноставно откорнување на целата трева и поставување онака оние како тепих на нова трева која брзо пушта корења и се зацврстува. Нашата арена од 2012 како е посадена, така ми е кажано, може би грешам, но поред информациите кои ги добив, нашата арена ја има истата трева од 2012. Негувана, пазена и така натаму, но не сменета. Знам кој е дека Пујк е одговорен за одржување на теренот, но македонската фудбалска репрезентација е единствена организација која има средства и ова може да го направи. Може да до сега да го направат, бидејќи ова за 2 дена се менува овој терен, но нема ништо на повидок. Значи, на националната арена нема да игра Вардар, туку ќе игра на друг терен кој го спомна, ќе го повториш, а за репрезентацијата каде ќе го игра над преорот со Италија, апсолутно не се знае. А и некому не му е гајле во овој распад на општеството, мислам дека туку така си поминува. Да беше не е битно, да беше и така натаму. Тони? Јанко, значи Јанки. вака, не ја смениле тревата затоа што малку имало аванта и не можеле да направат некој си тендерче да украдат и затоа не ја смениле. А може и пишале дека ја смениле, ама не ја смениле. Значи у ФФМ се невидена плячка. Тоа се бандити тамо кои што не може да нема у ниједна држава. Ти знаеш дека овој председател сам си се реизбра, значи го избра партијата СДСМ и ДУИ, си го поставија, он си го избрка мрме, си го донесе овој, си тера тендери, ови од СЈ си ги носеше на Италија на репрезентации, тамо си ги частеше на утакмици, им даваше тамо по премии, не само фудбалерите, им даваше премии на тие управни одбори што му се, па тие после го изгласаа пак, еве го пак си се реизбра сега, сам си прави што сака, државата си ќути, не си ќути, него тие му, он 100% се јавил, ало, Дуи, може ли да си се реизберам? Терај ти, немај гале, ние сме тука, шо ме груби тука, ти терај, немај гале. И си тераат, они возат, плячкаат, невидени пари. Само колку од ФИФА и од УЕФА има земено македонската репрезентација, и пари, тие пари, кај се, кај инвестирале, кое у фудбалско игралиште го направиле, што направиле, ништо, парите ги нема. Плячка невидена. И тука треба антикорупција да влезе од корен. И не знаеш колку милиони евра се имат украдено, милиарди може у тој ФФМ таму. Кажи ми, колку на кој терен рече дека Вардар ќе ги игра своите надпревари? Вардар игра на стадионот Борис Трајковски, се вика, во населба Маđари. Иначе многу добро направен терен. Тука играше и репрезентацијата млада на Македонија, игра и други некои си купови кои што играат до млади, сениори, јуниори, имаше доста и утакмици. Теренот е многу добар направен, така што и го провериле од УЕФА, ми се чини, направено е добра подлога и тестирано е, Јанко, знаеш у кој смисол. Се истура вода, да речеме 10-20 тона одеднаш, да речеме на некој дел, и се гледа на тајминг, на време, за колку време таа понира. Дури побрзо понира водата него од градски стадион на овој стадион во Маđари. Само не е добро направена, трибините не се добро направени. На последната утакмица, не знам, втора лига што игра, ми се чини, не сум сигурен, од Арачиново една екипа и уште не знам која екипа игра, и таа од Арачиново ми се чини дека победи, влезе во втора лига и од радост тие навивачите ја демолираат цела трибина, искршија и настрешници, и столчиња, и даски, и све направија пузден. И сега повторно е
санирано тоа, реновирано, дали од средствата на овие што се навивачите на Вардар што ги собра пари, дадоа таму, го реновира. Иначе тамо ќе се игра сега. Вардар игра пред за недела. Зема ли ти сезонски билети? Беше сега... Да, земав. Јас и синот зема. Имаме сезонски колку е сезонски билет? Само да ти докажам уште нешто, момент само. Леле. Извини што не ти дадов да се искажеш. Во недела во Вардар игра со Шкупи, ми се чини, во Маđари. Ќе мора да си обрне внимание МВР добро, да не искочи некој несакан проблем како што беше ова во Грција, да си уште денеска да си се организираат и да си го направат тоа како што треба. Со кого игра? Ме слушна или со прекин нешто? Со прекин беше, со кого игра? Ало? Со кого игра Вардар? Ало? Ништо не слушам. Ало? Ме слушаш ли? Ало? Ме слушаш ли? Ништо не го слушам. Ало? Океј. Не е од кај мене, не е ни од кај тебе, режијата. Ти ме одма нешто мунтиш. Цензура, велики брат, не можеш. Ја можам против се, ама горе нема шанси. Океј. Ако има некој друг на линија, го вклучуваме. Ако не, се враќаме на темата. Ми пише еден на Вибер сега. Порака ми испрати. Ќе ви прочитам што ми напиша. Поздрав до тебе и до гледачите. Во поглед на цените, сопругата ја нарекувам Yellow Pages. Ги памти цените за сите производи во маркетите. Неверојатно. На 1 до 2 месеци одам во Врање. Поевтина е храната таму за 15 до 30%. Па потоа на Скара во Врањска бања, добар ручек за 4-5 лице за само 1300 денари. Да, она што не знам од каде купува и што купува во Врање, најверојатно на пазар, кај има такви работи, но во Врање има и Lidl, така што доста македонци идат купуваат од таму и носат квалитетна, но и ефтина роба. Уште малку сега ќе ги отвориме повторно да ги видиме како стои анкетата. Анкетата оди во живо, може да се следи. Ова се резултати кои како што пристигнуваат. Значи, на прво место, каде е најповолно да се пазарува, убедливо водат Кам и Стокомак. Потоа е Кипер, Рамстор, Жито маркети, Тинекс и на дното Веро, Китго и Рептил. Кам во суштина, а и Стокомак на некој начин, е концепт на Lidl концепт, само на многу помало, на локално направено. Значи, да нема луксус, да нема посебно позиционирање, знаете, овие поскапиве маркети што се поизвикани кај нас. Тука, знаеш, они брендирана роба, тука со агенциите им доаѓаат, им даваат нешто, види, ова стави го поповолно да биде повидливо и што ти ја знам, бидејќи кога ќе се вмеша и агенција, нели, за маркетинг во ланец на маркети и ми сцицува, па знам на еден ланец маркети кој, например, радиостаницата и маркетинг агенцијата неколку стотици илјади евра им истицуваат годишно. Никаков фидбек нема, ни од наградните игри, ни од ништо, но и се прашував зошто им се исплати. После ми стана јасно дека плакнење пари, па бутање по джепчиња, еве ти 100.000, ти ќе ми даеш 50.000, од тие 50.000 ја ќе му давам 2-3.000 на овој и на оној, сите заќутени, сите среќни и така натаму. Предпоставувам, не можам ништо да тврдам, ама знаејќи кај нас сум учествувал, сум бил дел од маркетинг агенција која работела на наградни игри, Coca-Cola, Gillette, Palmolive, Johnson & Johnson, Opel, и сум видел се и се
се и се што, ама бидејќи не можам да го докажам, I don't give a fuck зашто полицијата не си покренала постапка. Добро, така се тера тоа. Нели, затоа и цените во некои маркети се повисоки, а вантата е поголема. Но интересно е што, еве да ви кажам, кам е, да речеме, највише изгласан. Зошто? Затоа што сметаат дека е најевтин. Сметаат. Ја не можам да кажам дека граѓаните сметаат. Граѓанинот знае, он пресметува колку е сиренцето, колку е јогуртот, колку е лепчето и таму му е најевтино. Но има и еден друг факт за кам, а тоа е дека има највисоки плати од сите. Иако кам има можеби полоши услови, знаеш, што се однесува све друго, нели, има многу физичка работа, гледајќи ги дамите кои претежно се дами, таму работат, они трчаат и на каса, и картонските кутии ги отвараат и редат роба. Иако мислам дека и они малку се и шминка, дека концептот, знаеш, стави го и скини ја кутијата. И директно од кутијата земаш. Нема редење, позиционирање, маркетиншки и така натаму, но притисокот е доста голем заради поголем профит и они почнаа да редат малку поубаво и поквалитетно. Инаку, тоа е концептот. Да не трошиш време и ресурси на местење, редење, шминка, луксус и така натаму, отвараш трај и све друго да биде насочено што е можно побрзо да иде редот. Стокомак се труди, Стокомак само за жал неговите маркети се малце, освен овој во аеродром, ја не знам сите други кај што сум бил, бидејќи ја пазарувам таму, претежно мене најповолен ми е Стокомак кога купувам средства за хигиена за домот. Значи, детерџент, тоалетна хартија, бришачи, средство за садови, прашок за перење, омекнувач и така натаму. Некако, барем мене, може би грешам. Да ви кажам, не да грешам, бидејќи ја имам две дами дома возрастни, имам двајца синови, млади. Машината за перење, ја мислам да има машина за перење на нуклеарен погон, ја ќе бидам првиот што ќе ја купи. Не знам што да ви кажам, нон-стоп врти тоа, нон-стоп работи, нон-стоп има нешто за перење. И се трошат енормни количини. И нормално, едно научив, прашок за перење, иако е најевтин, не користам затоа што ја уништува машината. И се трудам да најдам што е можно поевтин течен прашок, бидејќи и подобро ги пере, не ги суши онака круто, и бараат омекнувач. И тој омекнувач не ми се даваат пари, прескапе. Ленорот е скоро 300 денари и така натаму. И овдека во една локална пилјара од другата страна, синоќа купувам краставици и гледам Малиција омекнувач, оригинал италијански. 170 денари. Сега поје ми се јава и да му ше два да купам. Мислам, нема нигде поевтин за твој квалитет. Иначе треба да им купувам многу поскапо. Така што, еве, тоа се некои финти и ретко се сретнува, ама предпоставувам дека има места, зони во Македонија каде ни инспекција, ни ЕВН, ни полиција, ни сателит може да надлета. И таму цените може да бидат моја предпоставка, спектакуларни, не знам што друго да кажам. Се надевам дека ќе најдам некое такво место каде што има ефтина струја, уште поевтина храна и слични потрепштини, нели? Значи, за недела играат Вардар Скупи во 17 часот на арената Борис Трајковски во населба Маđари. Значи, Вардар и Скупи, 1000 денари е сезонски билет за Вардар,
а за надпреваровки има голема навалница и на косовски бизнисмени. Голема навалница на косовски бизнисмени ги купуваат на големите маркети. Viva Fresh знам дека го купија. Така? Viva Fresh го купија косовски бизнисмени и окей, ако некој сака да вложува во земјава и ги купува маркети, why not? Еве, мислам дека страшно подобрување има во Рамстор со новиве газди. Не знам кои се, но знам дека се од Македонија, може би се од Косово, може би се албанци, може би се што год да се. Но има многу повеќе на акција, многу повеќе стока, роба и многу е подобар од што беше порано. Тоа е моја некоја забелешка. А кам за сега никој не може да го сруши во севкупниот промет, иако нема најголема добивка. Тоа е интересно. Кам нема најголема добивка, ама затоа и најефтин. Разбирате? Кам може на овој обрт, на олку, да има многу поголема добивка, но за да има поголема добивка треба да ги крене цените. Не ги крева. Затоа и кам е на некој начин луѓето го сваќаат доста фер, доста френдли, добар е за пензионерите, го има често малски и така натаму, има доста простор, функционираат брзо касите. За повеќето маркети сте биле 19 каси, 15 каси, 10 каси, една-две работат. Па дај не ме. Мислам, знаеш, некој ќе рече, ај по на раат сум. Нигде не си на раат. Кај нас се е нешто сакаме, ама некако не се доправа. Значи, и натаму анкетата стои кам Стокома, Кипер, Рамстор, Жито маркети, Тинекс, Рептил, Веро, Китго. И ова ќе биде интересно, ќе стои целиот викенд и ќе видиме како ќе биде. Каде ова можете да го гласате? Кај мене на Facebook, на Twitter. Идете слободно, имате линк, ќе отидете и ќе си гласате за кои маркети или кои маркети, не мора само за еден. Може би купувате во неколку. Океј. Дали имаме друг гледач на линија? Нема. 9:10. Логично би било да ја затвориме емисијата, ама пошто ние сме надчовечански со надчовечки, ќе останеме до крајот на милениумот. Одиме да погледнеме какви биле младите луди години во 1973 година. Мощне, 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 мощне. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying,
доаѓаат тука кај мене да им ги поправам јас. Бидејќи немав мотор, кога ќе го поправев неговиот мотор, он ми го даваше и така ги возев моторите. Моментално јас имам сега 3 мотори, нив ги одржавам сам, понекогаш се случува да на некој од нив му фали дел, но сепак некако се снаоѓам. Зимам пари од родители, работам дома као механичар, наоѓам пари, за делови малку е потешко, но кога ќе дојде на зорт, имам пријатели па ми носат од Грчка и така натака. Но сега решавам скоро сите 3 да ги продадам, па да земам еден салам мотор, тоест цинда под милиција и рачунам да возам стварно нешто салам, фина машина, не да се плеткам со овие мали. Тој ќе ми служи исто така како и другиве за разонада, за шетање, за некогаш и за работа. Студент сум на електромашински факултет. Можности за купување кола немам и поради тоа решив да купам мотор. Овој мотор ме кошта 500.000 динари. За да дојдам до пари за да го купам, работев едно цело лето. Бев на работа во шумите околу Мавровско и Преспанско езеро. Бев као шумски работник и набавив пари да можам да го купам моторот. Имам за полагање и татко ми вети дека ако положам, ќе купам мотор. И ја положив така да купив мотор. Оваа желба ја имав одамна, бидејќи гледав дека градот се повеќе се полни со мотори, тоест деца да купуваат се повеќе мотори, па решив ја да купам мотор и да се врстам меѓу нив. Јас сум студент на медицинскиот факултет, а хоби ми се моторите. Помалку чудна пасија за еден студент по медицина и самите мои пријатели се чудат, тоест не веруваат дека сум студент на медицина, или мислат дека студирам машински факултет, или пак се надеваат барем дека сум автомеханичар или мотомеханичар, судејќи по моите раци. Во овој момент располагам со 4 од нив, тука се 3, тоа е овој плав мотор, ова е стара јава, овој Триумф и таа мала јава од 90 кубика, чиј мотор е овде. Во овој мотор се кријат 9,5 конски сили. Доста е пргав, но за жал сега не е во возна состојба, треба да се доправи. Имам 3 мотори, не да се каже оти сакам да имам многу мотори. Една врста на пасија, као што некој пуши цигари или се занимава со некој друг хоби, мене ми се моторите хоби. Не можам да кажам дека само моторите ги сакам. Сакам и други работи, но највеќе тие ме интересираат. Тоа хоби не ме чини многу скапо како што се мисли, бидејќи се снаоѓаме на разни начини, не чинат многу скапо тие мотори. Ги земаме обично стари, од оние
што веќе изгубиле волја за мотор или што мислат дека тој мотор веќе не може да проработи и потоа ги поправаме и така понатаму стануваат исправни. Со останатите мотори и самиот сега не знам што веќе да правам. Мислам дека ќе треба да ги продадам бидејќи не ми се потребни. Но ете така не можем да најдам купувачи затоа што целта не ми беше кога ги купував потоа да ги продадам за поголеми пари. Целта ми беше ете така една чиста љубов да се занимавам со нив. Но се надевам дека ќе успеам да ги продадам. А понатаму мислам дека би земал и уште нешто поголемо од овој тренут. Навистина е добар, но сепак е стар, ново е ново како што велат. И се надевам дека наскоро ќе имам уште поголем мотор. Моторот ми треба пред се за да свршувам разни потреби. Студирам, тренирам, ми треба да свршувам работи низ град. Кога би плаќал автобус би било многу поскапо и многу повеќе време би ми одземало. Значи, од една страна ми се потребни, од друга страна го возам заради моје лично задоволство. Сметам дека многу поголемо задоволство е да се вози мотор отколку кола, бар за нас младите. Почнав од мотор од 50 кубика, потоа го продав тој и купив друг од 90, Јава 90, а сега го имам овој ЧЗ 175. Моторот го набавив, работев едно лето, исто и од стипендија некој динар собрав преку годината, така да го купив овој мотор, кој што ми служи за излети во околината на Скопје, сега Нова Горештина одам до Треска, потоа до Велешко езеро и така натаму. Потоа и за превоз низ градот, зашто градот кој што знаеме Скопје е голем град сега, едно 22 км има пречник. Така да мора да не може да се употребуваат градскиот сообраќај, така да се служам со моторот. За одржавање користам се снаоѓам од дома пари и така и слично, трошам отприлике по 15.000 месечно за одржување на моторот и за бензин и слично. Јас кај еден моторист, како што се гледа овде и повеќе другари мои, мојот мотор со кој се служам веќе подолго време ми служи повеќе за патување и за еден поефикасен, побрз транспорт во еден денешен современ живот. Тој исто така ми помогна да патуваме во една подалечна земја како што е Советскиот сојуз. Во која бев 69 година и 70 година со мојот помал брат Владимир. Тоа време стигнавме до Киев на пат за Москва и бидејќи тој не можеше да издржи, мал 15 годишен, и затоа не успеавме да стигнеме до таму. Сепак оваа година мислиме дека ќе отидеме. Ја прв пат на мотор се качи 60 година, значи за време што беше 70 имаше една акција народна и тука имаше таа обука на мотористи за колиста полагање. И тука кога се научи да возам пред на мопед, 50 кубика колибри, накако тоа добив многу јака волја за мотор, што татко ми купи еден стар мотор од 250 кубика Томас Пух за 15.000 динара, кој после ме кошеше околу 100 динара. И од тогаш кога смерив преку 20 мотора, што најпоцениче до сега, мислам, по моје могуćности најбоља машина за ова е Циндап, 600 кубика, го земал милиција за 150.000, а ме кошта отприлика околу 6.000, а нов е исто 2,5 милиона. Иначе, од 64 година почнав да возам мотокрос за омладина Македонија, која исто имам возен на првенство во Приштина со омладина, тука не постигнав ништо. А меѓувремено сум бил на рели Прага, Фин Прага, 71 година, кој земаме прво место и
екипно од Скопје. А третото земе во Европа. Такоđe исто лани бевме во Холандија, земе исто прво место, со ова машина 600 кубика. Бевме 30 напред од Скопје, бевме ја, Ѓуро, Влајко и Гуте. А иначе ми верувам, че мојата пасија највише е мотокрос. Ја имам пред свршена графичка школа, која исто работаме 4 години значи у Пчатица Нова Гранија како графичар, прото офсет машиниста. Че нешто плата одвојувам за моторите. Ова мотори, може да кажам дека најскуп спорт е мотористи. Прво значи за еден дел тука што нема требаше у Грчка. И многу скупи здравите значи. Да земеш еден мотор у дело и кошта преку 4 милиона. Пример земе за радица, за фича кошта 30.000, а ова кошта 120.000 радица нова. Значи многу скупе, значи прескупе. И може да помниш Желба и нешто ми удрило во глава од Volkswagen да наместам на мотор, машината. Но тоа сега за сега си го владам во себе и сите ми викаат не се занесувај ова она. Но ја ако дојдам до пари, таа желба мора да ја остварам. Затоа што инспирација ми даде еден бугарин, потоа уште поголема желба добив, прочитав во ауто, некој од Љубљана наместил од Принц машина на мотор Kawasaki 500 кубика. И од тога и све навака мислам се за тоа. Мислам, брат ми има јава 90 да ја продадам и да купам машина од Volkswagen. Имам најдено, само уште пари ми треба. Парите ги заработувам сам, на разни начини се снаоѓам. Значи, во тој поглед сакам да бидам независен, да не зависам од моите родители. Бидејќи татко ми нема баш многу убаво мислење за моторите, мисли дека некој ден ќе ме донесат на носила дом. До сега не ми се случило нешто пострашно. Сум паѓал неколку пати, бидејќи постои она правило непишано. Моториста што не паднал или лаже или никогаш не возел мотор, но се среќно се завршувало. Барем до сега, за понатаму, не знам. Овој мотор го имам веќе година дена, ми го купија родителите за добро понашање и многу сум задоволен од него, но би сакал да земам некој поголем мотор затоа што многу мала брзина развива, би сакал нешто околу 160-180, можеби нешто повеќе. Значи ме привлекува многу брзата вожња. Имам 18 години. Овие години се најлуди години за секој младинец и затоа би сакал нека поголема машина, поузбудлива да биде. Моментално немам дозвола. Мислам да се пријавам се во понеделник да полагам и да скинам едно големо гале и за себе и за сообраќајците. Во моето семејство имаме кола, но за мене поголемо задоволство и тоа вистинско задоволство е возењето со мотор. И затоа ја уште во првите денови, првите месеци кога почнав да работам, кога се заработив, сите тие мои средства лично заработени ги одвоив на страна и со едно доста скржаво штедење јас успеав да го купам мој мотор, со кој си причинувам го возам за свое лично задоволство, бидејќи тоа за мене е некој право вистинско уживање. Но сепак граѓаните многу се жалат на нас, бидејќи ние ствараме голема бука со овие мотори и затоа тие се жалат на нас, но ја мислам немаат они за и друга причина што се жалат на нас е тоа што ние по нивно мислење сме опасни за нивните деца што се играат на улица. Но ја мислам дека они не се оправат тука, дека сите овие што имаат мотори и што ги возат, они знаат да ги возат и не представуваат никаква опасност за тие деца, бидејќи они ако не се осеќа сигурен, не се осеќа способен за една возење со мотор, он не би го ни купил. А сега за стравот, ако почнеме, секој кој има страв, он не може ни да вози добро, ни да биде добар возач.
A što se odnesува do mene, ja ako sam imao straf, nema da sam ga vozio ovoliko vreme bez dozvola. Никогаш не сум се качила на мотор, но и покрај тоа се чувствувам сигурна во младичот што ме вози и затоа немам никаков страх при воžnја. А што се однесува до тоа дали би сакала јас некогаш да го земам гиден од врака, тоа сум покушала и мислам дека ќе успеам, но немам амбиции да возам мотор. Мотоциклот го добив од татко ми и го добив поради добра работа во училиште. Сега иначе учам 3-та година гимназија и мислам понатаму добро да наставам со школа. Исто така со мотоциклизам мислам се бавам понатаму, бидејќи ме привлекува тој спорт и тоа дување на ветер и влагање во кривини со голема брзина на валување, се тоа ме привлекува и затоа сакам да возам мотор и тоа што е можно поголем и подобар. Почнав со Јава 90 и мислам сега да продолжам со други мотори. Мислам Јава Калифорнија да купам и така да стигнам до некој подобар мотор. Па може би некој мотор за трки. За мене што значи моторот? Па не знам што би ви рекол, но можем да ви кажем дека многу ми значи. Многу ми значи. Тоа го чувствувам кога некогаш случајно останува еден ден или два без него, без моја вина, например, се расипал некој дел, а тој дел не можам да го набавам веднаш бидејќи е проблем за овакви големи мотори да се наоѓаат делови и тогаш се чувствувам како парализиран, како еден вид болен. Не можам без мотор, навистина. Тоа му доаѓа како некоја врста наркоманија. Па не можам да замислам да бидам без мотор, зашто сум почувствувал, кога го продавав моторот пред овој што го имав, една недела бев ко врзан, ко птица без крила, што се вика. Така да не можам воопшто да замислам без мотор. За мене моторот значи многу, како што имаат некој љубов према книга или кола и така натака, ја исто имам љубов према моторот. Многу обожавам да возам мотор, заљубен сум во него. По некој случај се дешава да дојде до квар, до немање дел. Јас сум решен у тој случај да не јадам или исто така, да не се носам, што ја знам и да тие пари ги уложам за тој дел за да ми биде моторот исправен, за да можам да го возам. Веќе има љубители на мотори, од ден на ден бројот се повеќе расне, такоđe исто горе на Европа, горе на запад. Тој значи бројот е превише голем. Пример кога што бев во Холандија, сум гледал значи група младенци, девојки со мотори идат по 100-200 души идат значи у колона. Тоа не е таму кога што таму биле големи проблеми. Има таму играат некои црни анџели, ѓаволи, бели бикови. Тие веќе се некои наркомани, така што слушав. Понешкат со пуно право ги факат младите за мотори. Тоа е многу што, како кажам,
просто кod тригерници за мотори, за рибеници. Па веќина ги преферат, 90% после кога ги преферат сите услови за мотор. Дека тоа е убав спорт, само што е скуп, али што просто ќе се ужива него. Пример, мене даеш ме кола, не би седнал кола никогаш. Толку време возам дека сме услови за кола не сум купил воопште. И не мислам, уште за 4-5 години дека сум осекам способен, кола воопште не мислам. Значи ќе возам мотор. Тоа беше документарецот Луди млади години и добро подсеќање, претходниот што го пуштивме беше Охрид 54-та. Знаеш, ние често го пречесто и секојдневно на пола сат го критикуваме времето во кое живееме. Не е толку лошо. Лоши се други работи и тие не треба да ги забораваме. Еве малце да претрчаме околу целава политика како за крај на денешново издание и неделново издание на Јади Бурек. Имено, нели, најголемиот притисок, нема што да илустрирам, полека, у моментов не.
најмногу се говори за промената на уставот и дека целата вина е зошто земјата не може да иде напред, затоа што ВМРО не се согласува. ВМРО упорно тврди дека ваква рамка, дека под ваков диктат не може да дозволи и нема да се согласи да гласа за влез на бугарите во Уставот на Република Македонија. Оние што велат дека оние што ја бранат оваа теза, овие што пишуваат на табла, глумат, мајко мој. Ја не знам как, ај нив ќе ги наречам глупи. Ама вие што ми верувате, ја не знам колку ви е IQ-то. Преговарачката рамка дека не можела да се смени. Тоа е тоа, такви се договорите и тоа не може да се смени. Таква е преговарачката рамка и тоа е крај. Море искачаат амбасадори, калембасадори, овакви, онакви. Не, мора, вината ќе биде на ВМРО, мора, притисоци и така натаму. Дозволете ми сега да кликнам и да отворам. Преговарачката рамка сепак може да се смени. Тоа што го договорија Вучич и Курти во Охрид се додаде во ЕУ рамката за Србија. Значи, ЕУ рамката не е Библија, не е догма. Таа може и треба и ќе се менува. Таа не се менува само во наративот на нашиве полтрони, на нашиве лопови, на нашиве администратори амбасадорски, за кои верувајте дека 90% земјите нивни појма немаат за нивното харамбашко однесување овдека. Деновиве политички аналитичари блиски до власта, како и некои амбасадори, во обид да ја принудат ВМРО ДПМН да гласа за уставни измени, вела дека нема да добиеме подобри услови за преговори од тие што се во моментов кога целиот француски предлог е во преговарачката рамка со бугарските барања во него. Не помогне и убедувањето на Бујар Османи на таблата каде тврдеше дека Бугарија веќе не може да не блокира, не што може и ќе не блокира. Тоа е најноторна лага, исто како што е ноторна лага дека преговарачката рамка не може да се смени. Сепак е можно преговарачката рамка да се смени. ЕУ покажа за време на преговорите меѓу Курти и Вучич во Охрид од пред неколку месеци, она што го договорија се додаде во преговарачката рамка за Србија. Значи сепак рамката се смени. Овие неколку точки што ги договоривме ќе станат дел од преговарачката рамка, рече по разговорите Вучич. Ставот на ВМРО ДПМН дека преговарачката рамка не може да се смени е дека тие ќе се борат за зачувување на македонскиот идентитет и тоа е легитимно барање. Се бориме и се залагаме за фер шанса и за заштита на македонскиот идентитет и посебност и тоа се легитимни барања, легитимна борба и ќе продолжиме да се бориме, велат од партијата. Што содржи преговарачката рамка? Преговарачката рамка на Македонија со Европската унија која ја подготви француското председателство содржи обврска за имплементација на билатералниот протокол за спроведување на договорот со Бугарија. Се наведува дека Македонија ќе усвои преку инклузивен процес акцијски план посветен на заштита на правата на лицата припадници на малцинствата и заедниците. Француското председателство посочува дека посветеноста за добрососедски односи и регионална соработка треба да се потврди преку постигнувањето на видливи резултати во имплементација на билатералните договори со Грција и Бугарија. Во предлог преговарачката рамка именувањето на јазикот на кој ќе се преведува заедничкото европско право е со чиста одредница македонски без дообјаснување или фусноти. А македонска нација, а македонско малцинство, ние треба да признаеме бугарско малцинство. И го признаваме. И нема проблем. Немам никаков проблем. Каде е македонското малцинство во Бугарија? Што е тоа билатерално? Билатерално значи виз верса. Значи, мојава емисија е билатерална. Јас зборам, вие се јавувате, вие зборите. Ако е унилатерална, ја ќе си зборам
Ja ќе си ја терам, вие ќе слушате, дали се слагате или не, небитно. Пошто е билатерална, јас сум поставил таа рамка и да ве сослушам. Па и да ги прифатам вашите ставови. Рамката може да се смени. Лажат. Знаеш што, ако лаже за ситно, за покрупно уште повеќе лажат. Доверба немам. Ја немам проблем со бугарите и да ми бидат во уста. Не, затоа што ова е нивна заткулисна игра. И како еден од нив, па уште дибек бе, барем биди лукав, ќути, не кажи што ти е намерата, прелажи ги, заеби ги македонците. Не искаш, вика, ова е крај на македонизмот, проектот како за македонска држава и македонска нација умира, вика, кој ќе влезат бугарите во уставот, вика, кој ќе се прифати ова. И со тоа Бујар Османи има проблем, китка му вене. Французите баш ги заболе за Македонија. Само македонец кој е у пари со Франција, они се житам, французите се моćни и така натаму. Многу име гајле. Никогаш не е сапеле македонска држава. Кој е сапи? Ние е сапиме. Епа, едина партија која се залага, каква е таква е. Со сите мани и доблести, нема друга партија. Единствена партија. И сега што правиме? Не верувам на овие. На овие треба на истите кои го сменија името, знамето, додавката фиром и сите оние локалната самоуправа, поделбата, територијалната поделба. Не фала. Подписници на Охридски договор, подписници на Преспа. Све ово, све можеше многу подобро. И Преспанскиот договор и договорот со грците можеше и да биде подостоинствен и по-нормален, да не произлезат вакви работи. Некои други наши претходни премиери има малку сенс и свести, затоа го влечува на наша страна. Ние имавме пресуда имавме во наша корист дека Грција не смее да не кочи. Леко изрипаа сите. Па што ви е проблемот бе? Не, мора вие да прифатите дека не сте македонци. Епа, ете, прифатија едниве и сега што правиме? Епа мора да го прифатите и бугарското. Чекају, која ќе дојде српското, а која ќе дојде албанското, па кој ќе речат, види, нефункционална држава, еве, Албанија и ова, и Бугарија да си подалат, грците викат, нема проблем, делете, србите ќе речат, нема проблем, не се мешаме, Бугарија и Албанија нека ја подалат Македонија. Исто како во првата и втората Балканска војна, како што не се мешаа, па си ги извадија очите. Овие мислат дека ќе ја задржат територијата и ќе ја смират ако снема македонци. Фактот што постои Македонија и што постојат македонци е единствениот факт за мир на Балканот кој може да го запали целиот свет. Никогаш нема да се договорат Србин, Бугарин, Грк и Албанец чија е оваа територија. Ке се колат. Затоа што ова ниеден од нив не ја смета за своја територија. За своје. Затоа колеле, затоа убивале, затоа малтретирале, затоа мачеле. А за бугарите, ја го напишав денеска, само една работа ќе ви кажам. Многу ми е вулгарно и некои мои колеги, бивши колеги, фала Богу, со ние нивни приказни на омаловажување и понижување на бугарките, нарекувајќи како ние сме, што сме им правеле за две чарвени. Види, ја сум скопско дете и скопски мангуп, дисџокеј. Знам што било жени, знам што било промискуитет. Најдно од фраерите беа оние што отидоа бугарки да превртат некоја чат-пат. Исто као српски фраери што доаѓаат у Охрид и колат наши девојки. А нашиве па се превртуваат како чорапи на бугарски плажи, на грчки плажи, на албански плажи, да не зборам во Дубај што се прави. Па и во Турција. Така да морал и етика ние немаме право да продаваме и да омаловажуваме цел бугарски народ за две чарвени. Разбирливо сега ја ги разбирам дека е тоа одговор на нивната вулгарност затоа што нивната политика е негаторска. Он ти негира бре и постоење и се. Не си ти Македонија. Немаш историја. Те измислил Тито. Бе те прави будала, бе те у најболното те гаѓа. И затоа вакви вулгарни. Но ја велам.
Христијани сте, бидете подобри од нив. Сакате, сметате дека сте подобри од бугарите? Да, не правите така, не зборете така. Прво, не е ни вистина, промиле. А втора работа, ја ќе се сетам како македонци у златното време на Тито, што викаа сите, идеме на Јадран, ручки од Тупани, на Црно море, зашо ти наевтино беше. И не само што беше наевтино, него идеше, се купуваше пита кашкавал бугарски да се донесе. Цела година се јадеше. А бугарски кашкавал да јадеш во тоа време е да добиеш рак на желудец. Чир, најмалку. Гастритис. Затоа што беше праен од компир, пола, 90%, за да добие маса. Амарно, лако ми идевме. Како ги купувавме? Имавме пари. Ручки од Тупан имавме пари. Идевме, шверцувавме. Пази, ние се гордеевме што идевме у Трст да купуваме фармерки и да ги шверцуваме во Македонија. Па уште и тие дебилчиња ги гледам по телевизија и зборат. Видиш, живи легенди, ово, она, ваму, таму. Која мизерија, бе, човече, да мораш, да немаш у своја земја да си купиш фармерка, да идеш у некоја, да се вуцараш 24 сата, да те малтретираат, све, леле, успеавме, леле, ова, она, ваму и таму. Тие фармерки па ги препродаваа у Бугарија, па со тие пари ќе купеа кашкавал, па ќе купеа, ќе седнеа у ресторан и после збореа кој ќе дојде, леле, колкави кебаб има у Бугарија. Па ќе купат фейк Малборо и фейк Джони Вокер, бидејќи Бугарија беше главен производител до падот на Берлинскиот зид, главен производител на виски и цигари, фейк, за цел свет. Пиратерија невидена, после со CD-ата беше и така натаму. Сега се велелепни. Ама немојте ние да се правиме дека сме подоблесно и не знам колку подобро сме живееле. Да, имало подобар стандард кај нас во тоа време. Што баравте тогаш во Бугарија. Така што не понижувајте цел народ. Понижувајте им ја политиката, понижувајте ги конкретните личности кои ве омаловажуваат, нивните политичари кои ја водат оваа политика. Им го перат мозокот на нивниот народ. Тој народ немал шанса да осознае и да ја свати сериозно нашата приказна, затоа што год да кажам. Ја пред 15 години се видов себе си на бугарска телевизија кога имаше една изјава, прочитав и во емисија вика не постои Македонија, не постојат македонци, тоа е измислена држава. И ја викам лажат. Тоа мене ми го земале тој сегмент и ме пуштиле како сум ширел антибугарска пропаганда. Идиоти бе, глупаци, Гебелсова фашистичка методологија. Јас сум бил во Бугарија и ќе ви кажам дека по-топол, по-пријатен, по-близок народ немам запознато. Барем со оние кои сум комуницирал, кои не се занимавале со политика, со тоа кој сум и што сум. И јас имам силно чувство дека и ние и бугарите сме еден народ. Македонци. Лека ноќ и пријатно.